Случајот Џефри Епстајн одамна не е само приказна за еден сексуален предатор. Иако мртов речиси 7 години, неговото име повторно е во центарот на светската јавност. Досиејата што излегуваат на површина, судските документи и мињата на моќници и институционалните реакции отвораат прашања кои одат многу подалеку од кривичната одговорност на еден човек. Дали она што го гледаме денес е медиумска сензација наменета за гладната за пикантерија и јавност, или за доцнета, но неопходна морална сатисфакција за стотиците, можеби и илјадници жртви на Епстајн? Зошто токму сега повторно се отвораат архивите, кои институции стојат за тоа и што на вистина значат така наречените досиеа на Епстајн, колку од вистината е веќе позната, а колку се уште е скриена за дознаките класифицирано, запечатено или национален интерес. И дали овој случај открива поширок проблем, мрежа на моќ, неказнивост и тишина која со децении функционирала без последици. Добре дојавте во новото издание на Да си кажеме. Денеска со моите денешни гости, новинарот Игор Трајков и аналитичарот Благојче Атанасовски, луѓе кои ја следат глобалната политика и безбедност. Ке се обидеме да го расчешламе феноменот Епстајн, не како таблоидна приказна, туку како симптом на еден подлабок и вознемирувачки систем што и во февруари 2026 година го тресе светот. Добре дојавте во студиото на Телма. Благодарам за поканата. Вака на прва, како би кажале во една реченица, зошто случајот Епстајн е актуелен дури сега, во февруари 2026, иако човекот е мртов од август 2019-та, и зошто е во фокусот на светските медиуми? Или што за вас е најново, или има ли нешто ново во овој случај? Во фокусот е затоа што после повеќе месеци притисок од демократските конгресмени и мага базата на Трамп, на која што тој во минатите претходните години во текот на кампањата и ветуваше дека ќе ги објави сите досиеа од случајот. Конечно тој и неговата администрација попуштија и ги објавија сите документи, сите досиеа кои што ги собрале во повеќе годишната истрага против Епстајн. Објавија некои 3,5 милиони документи, но проблемот е што остануваат уште 2,5 милиони документи кои што предизвикуваат секакви теории на заговор. Добро, Благојче, вие како би кажале во една реченица на почеток? Едноставно, случајот Епстајн и после 7 години од неговата смрт, која официјално нели се води како самоубиство во њујоршкиот затвор, е толку интересен за светската јавност, бидејќи ги допира сите точки, сите меридијани. Односно, имаме ние отворање на скандал во држави како Литванија, како Норвешка, не само Соединетите Американски држави или Велика Британија, допира до општественици, до мокници, до највлијателни политичари, членови на кралски семејства, бизнисмени, односно секој некој кој сега ќе се најде во така наречените познати фајлови на Епстајн, компромитирани покрај тоа што сите се абстрахираат дека навистина оствариле некаков вид на комуникација, но тоа не имплицира дека, условно кажам, учествувале во озлогласениот остров на сексуални престапувања, каде што Епстајн организирал такви забави со мокници или пак учествувале во некои криминални дејанија, но треба да се земе и моментот зошто, како што поставивте вие тези и дилема во вашите прашања, токму во овој момент се отвараат тие досие од Министерството за правда на САД, дали тоа дозирано и дали тоа ќе биде на крајот на денот во една формална правна разрешница, институционализирано, што тоа се случувало, докаде одат пипалата на случајот Епстајн и дали ќе има одговорни пред, да речеме, правдата во САД за задоволување на, како што кажавте, стотиците, може би илјадниците жртви. Гледаме, јас прочитав дека било противзаконски да се објавуваат согласно законите и федералните закони на САД идентитетите на жртвите, па тука се направило некој пропуст, па потоа Министерството за правда треба да дава нови информации со заштита на идентитетот, но дефинитивно го потресува светот и политичката, општествената, социјалната, бизнис јавност, како сакате, бидејќи, како што кажав, да не се преповторувам, од принцот Ендру во Велика Британија, кој де факто се покаже и се докажа дека учествувал во, како да кажам, тие сексуални
престапување организирани од Епстин, каде што му беа одземени сите кралски должности од кралот Чарлс, до норвешката принцеза, до Мирослав Лајчак, кој е висок дипломат и поранешен министер за надворешни работи на Словачка, односно на секаде ние можеме, како што кажа соговорникот, да очекуваме доколку се отворат и преостанатите 2,5 милиони фајлови да гледаме и мокници од сите точки на земјината. Ајде, од почеток. Джефри Епстеин беше американски финансиер, значи исклучително богат човек за кој и не е докрај јасно како успел да создаде толкова богатство. Бил математичар по професија, прво и бил наставник по математика, роден во Њујорк, но имал врски со највисоките политички, економски, бизнис и монархиски кругови. И таа мрежа не е докрај јасно како успел низ годините да ја создаде. Нашиот колега Никола Илиевски во емисијата Nexus рече дека постојат досиеа односно целата документација за Епстеин може да, ако се нареди во височина, ќе биде колку 2 Ајфелови кули. Да. Значи, обемна документација. И сега самото прашање се наметнува дали ова обелоденување на досиеата, дозирано, како што имаме перцепција дека е само морална сатисфакција за неговите жртви или пак некаква медиумска сензација за секогаш гладната за пикантерии медиумска јавност, со оглед на тоа што дали е за вас чудно дека не може од сите тие објавени документи да произлезе ново обвинение за некој од бројните моќници кои биле на неговата мапа? Не може да добијат никаква сатисфакција жртвите, затоа што Американското федерално биро за истраги во својата истрага која што ја започнува уште во 2004-2005 година по првите објавувања против Епстин, после сите овие години на крајот заклучува дека нема откриено доволно докази, дека нема пронајдено доволно докази, дека било кој од останатите моќници, бизнисмени, политичари, дипломати, професори универзитетски и сето тоа, дека никој од нив нема направено кривично дело. Не успеале да пронедат докази за тоа. Единствениот виновен е Джефри Епстин, за кого што успеале да откријат докази дека злоставувал малолетни девојки, и неговата партнерка Гилеин Максвел, која што во моментов отслужува 20 годишна затворска казна, затоа што му помагала да открива и да убедува нови жртви. Но без оглед на тоа колкав апетит имал и каков сексуален предатор бил, јасно е дека човекот не го правил тоа само за себе и дека на Рајскиот остров, како што го нарекуваат, или педофилскиот остров, Little St. James, или како се нарекува во Атлантскиот океан, односно во Карипското море, не одел сам таму, туку многу моќници се канали и сами, а и присуствувале на тие забави. И затоа е прашањето зошто тогаш толкова медиумска гласност на целиот случај, ако и дали тоа може да биде одредена сатисфакција за жртвите, само да се обелодени кој се бил вмешан на некој начин без никаква правна завршница. Па јас мислам дека не може да има морална сатисфакција, но мислам дека и самите жртви во ова море на дезинформации, на полуинформации, на теории на заговор, до крајот на кривично правниот евентуален настан нема да добијат никаква, да речеме, морална или кривично правна одговорност за сатисфакција на тие жртви. Јас мислам дека треба да се гледа малку пошироко целата ситуација и целата слика околу овој меѓународен, можеби прв од ваков вид скандал. Ако одиме и навлеземе во така наречените теории на заговор, дека Джефри Епстеин бил соработник на мокни светски разузнавачки служби, бидејќи бил на тој начин инструиран, како што кажав ти, самиот да ги подканува или да ги врбува тие мокници од највисоките, збориме, највисоките политички касти, кругови, кралски семејства, бизнис кругови, каде што се спомнуваат имињата на Безос, на Илон Маск, најбогатите луѓе во светот, за истите потоа да бидат, условно кажано, уценувани и компрометирани преку такви поттикнати да соработуваат. Такви компрометирачки материјали. Можам да бидам склони да верувам многу повеќе во тези теорија на заговор, дека позади Джефри Епстеин стои, да речам, многу поголема институционална мрежа
да ја наречеме тајна или разузнавачка операција од најмокните разузнавачки служби. Имаше нели сега пласирани во јавноста теории на заговор дека тој бил агент на ЦИА, агент на МОСАД, агент на КГБ, се оди до таа варијанта, бидејќи за рускиот претседател Владимир Путин нема се уште излезано, да речеме, некои компромитирачки материјали, но сето тоа оди во насока дека па се теории на заговор, но мислам дека и самиот случај, како што ќе одминува времето, не може да добие една вистинска светлина, да се разреши, да се дознае вистината дека е толку маштабен и толку голем од такви размери, каде што се инволвирани огромен број на, како што кажав, светски мокници, за докрај целокупната светска, говориме веќе за светска, а не американска или британска јавност, да биде начисто и да поверува во, условно кажано, една реална институционална теорија која, да кажам, правосудните органи или обвинителските органи би излегле, би ја представиле во јавност и таа да биде прифатена како вистина која човештвото ќе абсолвира. Затоа велам, мислам дека што и да се случи понатаму и да ги дообјават преостанатите материјали, повеќе ќе биде, ајде да не го кажам тој збор, забава за гладната јавност околу пикантериите. Кој има контрола врз темпото на откривање? Има ли Министерството за правда дискреционно право колку фајлови и што ќе објави? Кој ги селектира што ќе се објави, што не? Тоа беше прилично затворен процес. Министерството за правда американско требаше да го направи тоа, мислам дека уште во декември, но најголемиот дел го објавија 6 недели подоцна од рокот. Трамп есента подпиша извршна наредба да бидат објавени сите документи и тогаш започна тој процес на селектирање, затоа што таму има нели имиња на жртви, има имиња на луѓе кои што имале само... Затоа има дискреционото право да одлучува што е класифициран материјал, што е досие за објавување, кој ќе оди сега, кој ќе оди понатаму? За понатаму рекоа дека објавувањето заврши. Целиот процес го водеше обвинителството, кое што е во склоп на Министерството за правда американско. Тие ги прегледуваа сите документи кои што е FBI во истрагата од 2004 година до 2019-та, кога Джефри Епстин си го одзема животот додека е во притвор во Њу Јорк. И со последното објавување рекоа дека остатокот, тие тврдат, американското обвинителство тврди дека остатокот тие 2,5 милиони документи се всушност лични податоци, имиња, фотографии од жртвите и за да се заштити нивниот идентитет, за да се заштитат тие, нема да ги објават. Добро, имате впечаток дека вистината за Епстайн се открива на овој начин или се дозира? Не, повели. Не се открива затоа што тој огромен број на необјавени документи само ги подхранува тие теории на заговор. Како што кажавте, го поврзуваат со... Тогаш ајде вака да го преформулирам прашањето. Кој има најголема политичка корист, бенефит или политичка штета од овој процес на досијата Епстайн? Бидејќи рековте дека работата тргна и стана актуелна сега откако конгресмени, и тоа ја би рекол од различни партии, не само од демократската провиненција, туку и републиканци имаше кои настојуваа да досијата на Епстайн ја видат во моментов демократите сметаат дека имаат ќе добијат поголема политичка предност во овој случај. Затоа што самиот Трамп овој случај многу го користеше. Джефри Епстин многу го користеше за време на претседателската кампања 23-та и 24-та. Да. И против Хилари Клинтон. И против сите нив. Сакаше да ги представи како монструми кои што заедно со него злоставувале деца. Во исто време заборавајќи дека и тој бил близок пријател со него, ама цело време, уште од тогаш тврдеше дека тие се скарале за некаков имот што сакале да го купат и двајцата, секој посебно нормално, и ги нарушиле односите и престанале да се дружат. Но откако се врати Трамп во Белата куќа, тој сосема го смени наративот. Така, сосема го смени. Рече дека тоа е затворен случај, истрагите се завршени, виновниците се откриени и цело време се обидува да го сврти вниманието, дури почна да зборува за здравствена заштита во Америка, кој што тој од секогаш бил против. Да, затоа велам, ако овој случај воопшто добие завршница, каков крај очекувате? И дали е воопшто можен крај? Еве, Атанасов ни даваш прашањето кој има најголема политичка корист, а кој најголема штета од ова што се случува се?
По логика на нештата, како што говореше и соговорникот, би требало да имаат поголема корист, условно кажано, демократите, а најголема штета да има актуелниот американски претседател Доналд Трамп од редовите на републиканците, но со објавувањето на фајловите на досието Епстин, каде што гледаме дека се инволвирани поранешниот американски претседател Бил Клинтон и неговата сопруга, која беше кандидат за претседател од редовите на демократите против кандидат на Доналд Трамп, мислам дека во очите на американската јавност, ако доколку сметаат демократите како политичка партија и политичка елита, дека тие ќе имаат само чиста ќар или единствено ќе се нанесе штета на актуелниот републикански претседател Доналд Трамп, мислам дека грешат од проста причина што и американското општество, и американската јавност, па ако сакат и светската јавност, ќе ги стави сите во еден кош или сите на еден куп, дека тоа без разлика дали станува збор за противници, условно кажано противници од различни политички елити, од различни провиниенции во САД, во Велика Британија и во светот, сето тоа било, како да кажам, една организирана парада на сексуални престапи, каде што биле вклучени најмокните политички елити од сите провиниенции, односно не може тука никој да има ни една политичка елита или ни една политичка партија да биде морално чист, бидејќи де факто веројатно и во преостанатите досија ќе се најде, можеби хипотетички претпоставувам, некој висок конгресмен или сенатор и од републиканците и од демократите. Па ете и британската јавност и политичка сцена исто така потресена таму. Апсолутно да. Сакам да кажам, никој веројатно не може да мисли дека ќе биде абстрахиран и заобиколен од овој невиден меѓународен скандал, бидејќи никој па и не знае кои све од најголемите мокници, политички елити, бизнисмени, членови на кралски семејства биле, да речеме, и на озлогласениот остров, имале некако вид на комуникација, да не се преповторувам, затоа споменав норвешката принцеза или одредени луѓе кои кажуваат дека само имале како да кажам размена на комуникација со Епстейн, но веќе кога случајот отиден толку далеку, потоа вам ќе ви остане само да го гасите пожарот, бидејќи секоја јавност, особено во такви демократски либерални западни општества како Норвешка, како Велика Британија, многу сензибилизирачки, многу тешко ќе биде на тие луѓе потоа да се оправдаат или да објаснат пред сопствената јавност зашто направиле таква комуникација со човек кој во 2008 година веќе бил осуден за Има ли шанси овој случај Епстейн, кој засега е само символ на неказнивоста и на системските пропусти, дури и во една од најстарите демократии во светот, американскиот систем, и каде според вас се тие институционални потврлања во раната истрага? Спомнавме и 2008 пресудата, тогаш е пресудено многу блага казна, бидејќи 18 месеци, да. Прочитав некаде дека и судијата кој го осудил во таа пригода кажал дека му било кажано дека Епстейн е човек на службите, па поради тоа морал така да се договори со обвинителството. Потоа некаде чув дека и самиот Епстейн во 80-тите години зборувал, се фалел дека соработува со тајните служби. Каде според вас се најголемите пропусти во истрагата, во така нареченото, односно мистериозно или сомнително самоубиство во затворската келија, или и има ли шанси таа штета да се надомести, или сега ќе биде само гасење пожар, како што велите нас? Не, видете, како прво, Џефри Епстейн можеме да го гледаме и како еден вид на брокер на влијанија, затоа што тој отворил контакти со секакви луѓе, од професори, од актери, од музичари, до политичари, бизнисмени, не само во Америка, и Европа и Азија. Бил исклучително харизматичен човек и секогаш пристапувал на пријателски начин. Ќе испрати порака како сте, слушнав сте имале незгода, не знам, сте имале бизнис, пропаднат, ќе понуди утеха, ќе понуди пријателски совет. И така тој ја почнувал целата таа комуникација и ја правил мрежата на контакти и на влијанија, која што потоа го заштитувала. Тоа е прашањето клучно. Зошто системот не реагирал? Зошто молчеле сите што биле вклучени и зошто не преземале ништо? Затоа што целиот случај започнува се разоткрива, мислам, 2004 година,
кога родителите на 14 или 15 затворило. годишно девојче, пријавуваат во полиција дека било злоставувано во неговата вила. И тогаш започнува таа истрага и сега тој веќе 20 на години бил познат на американската јавност, уште додека бил во Њу Јорк, тие неговите фамозни забави организирани на кое што секоја славна личност во Њу Јорк сакала да присуствува. Веќе имал направено, веќе имал создадено мрежата на контакти кои што потоа можел да им се јави, имам ваков проблем, имам онаков проблем, или да ги уцени со нешто, да ги поттикне да му помогнат. Случајот е преобемен, навистина има многу да се зборува, многу. меѓутоа времето за емисија е кратко. Затоа замолувам за поконкретни одговори, бидејќи имам конкретни прашања. Значи сега она што ме интересира и што се наметнува како прашање по оваа актуелност на случајот во медиумите последниве денови, последниве недели би рекол, е дали може објавувањето на нови документи реално да доведе до кривична одговорност на некои од влијателните личности. Има многу моќници, самите кажавме, да не се повторуваме, или последиците по нив ќе останат само репутацијски или едноставно така политички? Во американскиот систем малку потешко, затоа што веќе неколку истраги има отворено-затворено. Истражните органи неколку пати имаат кажано дека немаат откриено докази за други лица кои што извршиле кривични дела, но во Европа може да има. Политичка цена прилично висока, може да плати. Ете, Лајчак поднесе оставка. Лајчак поднесе оставка. Поднесе и британскиот лаборист. Да, тој беше, мислам, амбасадор во Вашингтон, но неговите контакти со Епстин водат децении назад. Проблемот за британскиот премиер е што тој бил негов близок советник. Но тоа е пак политички и репутацијска штета. Нема таму може и да отворат истрага за тоа што него му замеруваат за серија исплати кои што ги добил од Джефри Епстин по неколку илјади фунти. Додека бил советник за економски прашања, мислам, во британската влада. Додека се воделе преговори со американците за нов трговски договор. Или ајде вака да го преформулирам прашањето, постои ли момент, сега зборувам институционално гледано, бидејќи работата тргна во Конгресот, па топка да се префрли во Министерството за правда, постои ли сега момент кога овој случај Епстин институционално ќе биде затворен? Или ќе остане онака отворен и повремено ќе се пали и дозира во зависност од политичките потреби? Само кратко, институционално може да биде затворен, но јавноста никогаш нема да го остави да остане заборавен. Добро. Атанасовски, за ваш прашање. Како ваквите случаи влијаат врз глобалната доверба во западните демократи и нивниот морален и политички кредибилитет? Апсолутно негативно влија, бидејќи гледаме дека позади таа фасада за демократија, за човекови права, за либерална општност и јавност, каде што се продава морал во политиката, особено тие западни либерални општества, на крајот на денот ќе излезе дека тоа е фасада. Нормално не можеме да говориме тука да ги ставиме во искош сите политичари или сите политички елити од генерално земени од западните земји, но апсолутно мислам дека ваквиот тип на невиден скандал многу повеќе во иднина ќе подкопа и либералната демократија и довербата во тие западни општества, бидејќи секогаш политичките елити од либералната демократија велеат дека тие држави се држави кои почиваат на независни институции на системот, каде што има, не знам, контрола на моќта. Тука, како што кажавте и вие, да се надоврзам за да поконкретно го одговорам ова прашање, дали ќе има институционална разрешница на самиот случај и кривично правна одговорност за преостанати, условно кажано, актери кои се вклучени во овој скандал, ќе видиме колку и јавноста, како јавност во тие општества, ќе врши притисок и врз база на тој извршен притисок ќе видиме институциите на системот навистина дали се независни надвор од политичките пипала на најмокните политички елити, односно дали тие независни институции на системот, говориме обвинители и суди, ќе може да се спротивстават под наводници на овој политички монструм кој ги зафаќа највисоките врвови на
најголемите мокни политички елити и касти и во Соединетите Американски држави и во останатите западноевропски држави. Тука сега да ја подсетам, бидејќи велите голем минус за глобалната доверба во западните демократии, меѓутоа случајот Епстен допира и на Блискиот Исток, и во кралства, и во не само во либерални демократии. Затоа веројатно политичката штета е поголема и скандалот затоа е веројатно глобален. Апсолутно. Ние, како што кажав, ќе видиме и понатаму дали ќе се дозираат, како што кажавте и вие самиот, преостанатите 2,5 милиони фајлови од досието Епстен и дали ќе се отвараат скандали, да речеме, во други континенти, на Азискиот континент, на Блискиот Исток, Латинска Америка, Австралија, ако сакате, Далечниот Исток, Јапонија, Јужна Кореја, бидејќи ние не можеме да предпоставиме како јавност, светска јавност, кои се биле условно кажани вплетени во мрежата на Џефри Епстен да бидат на еден начин компрометирани. Тоа е тоа што светот го остава во прашалници, ако може случај од вакви размери да остане со само еден починат, главниот виновник кој е така во мистериозни околности извршил самоубиство во затворска келија и неговата единствена соработничка која е осудена на 20 годишна казна затвор. Никој друг ниту е осуден, ниту е виновен, а сите се на неговата мапа. Гислен Максел, безбедна е таа во затвор според вас? Па, или нема што веќе да каже таа? Во затвор, мислам дека 2021-та ја осудија или 20-та, не се сеќавам точно. Значи веќе 4-5 години најмалку е во затвор. Безбедна е, прашањето е колку таа била запознаена со останатиот дел, затоа што таа е осудена затоа што му помагала да пронајде и да подведува малолетни девојчиња. Тоа е единствениот дел за кој што ја осудија неизе. Колку е Џефри Епстен случаен човек и колку лекцијата од ова што сега се случува светот ја научил, или истовремено додека ние дискутираме за Џефри Епстен, на светската јавност, онаа која не е тангирана на еден или на друг начин, се насладува со овие пикантерии, за разлика од жртвите кои таа траума не можат веројатно да ја заборават само со ова што досијата се објавени. Се случуваат исто вакви случаи за кои можеби по 20-30 години повторно нешто ќе се знае. Па веројатно и се случували во минатото и никогаш јавноста светската, меѓународната, па ако сакате и националната јавност во одредени држави не била запознаена, бидејќи не ја добиле таа гласност, односно таквите информации не излегле на светлината на денот, но мислам дека апсолутно не е случаен човек. Да не бидам склон кон теории на заговор, мислам дека позади него стои таа институционална мрежа на тајни служби, оперативно да направи, да вплете во мрежа највисоки политички, економски, бизнис и кралски луѓе, кои потоа би биле уценувани, компрометирани со тие материјали, на начин, на, како да кажам, најгрозоморен и најбизарен начин да бидат самите канети подведувани за сексуални престапувања со малолетни девојчиња. Од тој аспект мислам дека и човештвото, веројатно и политичките елити би требало да извлечат поука како треба да се однесуваат кога ги заземаат највисоките државни функции, бидејќи многу лесно вие би можеле да потпаднете под еден таков, условно кажано, заговорнички проект, каде што ќе влезете во мрежата на така, условно кажано, да кажам, сексуален предатор и престапник кој ќе ве наведе за потоа вам да ве компрометира и контролира, а со тоа што вам ве компрометира и контролира, ќе ви ја контролира и политиката на вашата држава која водите и апсолутно ќе има влијание врз светските политички и економски токови. И не се работи само за личната перцепција и личната совест и свест на секој што доаѓа на висока државна функција, колку тој треба да биде одговорен и недопирлив за вакви влијанија, бидејќи работата па на тајните служби е да направат мрежа и токму тоа, да најдат начин како некој одреден фактор да биде злоупотребен. Меѓутоа станува збор за најсилните држави во светот. Имавме информација дека поранешниот израелски премиер Ехуд Барак често пати престојувал во станот на Епстен на Менхетан. Од друга страна ги гледаме американски претседатели од Клинтон наваму его и Трамп на многу фотографии со Епстен. Нели работата на службите што ги штитат највисоките државници е да го заштитат
председателот или премиерот од од можните злоупотреби. Тука е прашање на игра на службите ли? Да, ќе ви дадам веднаш конкретен одговор. Формално правно тајните служби се создадени, како што кажавте вие, да ги заштитат премиерите и председателите на своите држави, но испаѓа дека тајните служби работат многу повеќе да ги заштитат своите интереси и да контролираат луѓе кои се формално правно и номинално највисоки мокни функционери, говориме за председател на САД, премиер на Велика Британија или премиер на Израел. Сакам да кажам најпросто кажано дека тајните служби по мок и по влијание секогаш веројатно целат и тежнеат да бидат над формално правно избраните лидери на своите земји, да имаат акумулирана многу поголема моќ. Игор, сакавте нешто? Јас би сакал само да посочам на уште еден момент, а тоа е дрскоста и чувството за неказнивост, надменоста која што имаат најмоќните и најбогатите. И тоа е еден елемент во цела оваа ситуација, дека едноставно ние можеме, нема никој да дознае, дури и да дознае, не е толку страшно. Системот на неказнивост кога станува збор за моќни пари. Едноставно како тие да живеат во друга реалност, ние сме остатокот обични смртници, тоа нивниот живот е нешто многу поголемо и поважно од тој аспект. Добро, Благојче Атанасовски, Игор Трајков, ви благодарам многу за денешното учество во Да си кажеме. Благодариме за поканата. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.